Добро. Добро вечер, почитувани присутни. Најпрво да ги поздравам председателот на ВМРО ДПМН и иден премиер на Република Македонија, господин Христијан Мицкоски. Носителот во изборната единица 2, господинот Владо Мисајловски. Кандидатите за пратеници, господја Рашела Мизрахи. Кандидатот за пратеник, господинот Бојан Стојановски. Најборбените, Унијата на ветерани. Најсилните, Унијата на жени. И најенергичните, Унијата на млади сили при Општинскиот комитет на Ѓорче Петров. Овие избори се клучни. Да избереме обнова или да избереме продолжение на пустошот. Да избереме повеќе вработувања, изголемување на стандардот на младите или вработување на синовите и ќерките, на раководството на СДСМ. Да избереме програма за обнова, во која се опфатени сите возрастни групи. Да избереме економски мерки, каде имаме предвидено зголемување на платите за 25% во период од еден мандат, да избереме намалување на стапката за невработеност под 10%, ослободување од данок на личен доход за млади до 29 години. Со програмата на обнова предвидуваме мерки во здравството, образованието, спортот, земјоделството. Да избереме стабилна и просперитетна Македонија, која што ќе им нуди можности на младите со цел да не се иселуваат. Да избереме за гарантирано вработување на 500 студенти на државните универзитети. По формирањето на новата влада на ВМРО ДПМН ќе реализираме голем број на проекти за млади во сите сегменти на нивното живење. Ќе ги реконструираме и реновираме сите студентски домови, ќе обезбедиме стипендии за постдипломски и докторски студии. За да ги мобилизираме младите и да имаат можност и да учат и да работат во текот на годината, ќе им овозможиме неколкучасовна работа во локални компании со обезбеден паричен надомест. Ќе ги подобриме условите на младите. На овие избори младите ќе одберат обнова, ќе изберат обнова на Македонија. Да живее ВМРО ДПМН, да живее Македонија. Ви благодарам. Го повикувам на говорница да ви се обрати идниот пратеник во Собранието на Република Македонија и актуелен председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Ѓорче Петров, господинот Бојан Стојановски. Благодарам, Нате. Почитувани присутни, ова е сликата на Ѓорче Петров. Моќно, силно, обединето и победничко. Ова кажува каков ќе биде резултатот на 15 јули. Почитуван председател, почитуван носител, почитувани кандидати, почитувани членови. Нате, ти си една прекрасна личност, која што ни се приклучи на тимов кога можеби ситуацијата изгледаше за некому безнадежна. Често знам да ти кажам, ти вака си доста помлада, па некогаш и не ти е јасно што сакам да ти кажам со тоа, дека донесе одредена креативност, одредена енергија, одреден младенски дух во нашиот тим и јас сум сигурен дека и ти и твоите луѓе од Унијата на млади сили ќе бидете иднината и на Општинскиот комитет, и на Општината, и на државата. Јас ќе бидам
Јас ќе бидам вашиот пратеник во наредниот мандат во Собранието на Република Македонија. Јас ќе го представувам Ѓорче Петров во Собранието на Република Македонија. Во изминатите 3 години сите заедно поминавме низ многу тешки времења. И приватно, и државата навистина помина низ еден лош период. Јас сакам да бидам пратеник кој што ќе ви биде достапен на сите еден тука, заради тоа што изминатите 3 години вие бевте тука и за мене, и за партијата, и за државата. Кога и да требаше, дававте се од себе да ја заштитите Република Македонија и да ја направите подобро место за живење. Јас сакам да бидам мостот до вашите потреби и решението на вашите потреби. Јас сакам да бидам оној столб кој што ќе ве обединува и кој што секогаш ќе ви се најде тука, како досега, така и од сега. Јас верувам во проектот за обнова на Македонија. Зошто? Заради тоа што им верувам на овие луѓе тука. Јас верувам дека новата влада, која што ќе биде предводена од ВМРО ДПМН, ќе реализира многу проекти во Ѓорче Петров, дека заедно ќе успееме да реализираме и да ги прошириме училиштата во Хром, во Новосело, нова амбуланта во Дексион, дека Ѓорче Петров ќе стане место каде што нема да има повеќе комунални проблеми, асфалт, комунална мрежа, дека нова градинка и стичните такви проекти за да овие луѓе тука живеат што е можно подобро. Кога стана официјално веќе дека јас ќе бидам кандидат за пратеник, имав разговор со мојата мајка и она ми го кажа следно. Ми рече вака: што и да правиш, никогаш немој да дозволиш, никогаш, некое материјално добро или престој на место на кој што никој не сака да оди, да те компрометира или да направиш нешто каде што не се согласуваме јас и сестрати, или името на таткот, или луѓето со кои што растеш. Тука стојам пред вас и ве гледам во очи и ви ветувам дека пристојно и достојно ќе ве представувам во Собранието на Република Македонија, дека Ѓорче ќе продолжи да биде тренд, бренд и бастион на ВМРО и Македонија во целата држава, дека Ѓорче ќе остане да биде западната порта, дека нема да дозволам Ѓорче Петров да стане Вевчани, Берово, Охрид или други градови. Никогаш, ама никогаш нема ради мене да идете со наведната глава. Се што ќе добиете од мене е пристојно и достојно представување на сите вас. Со вас сум растел, вие знаете голем дел од мојот живот, сме поминали низ многу работи заедно. Така ќе поминуваме и во иднина, гордо и достоинствено. Никогаш нема да дозволам некој од вас да иде со наведната глава. Само главата горе, гордо, и ќе покажеме зошто Ѓорче Петров е брендот на Македонија. Кендо, сакам да ти собратам лично, да ти пренесам неколку пораки. Без малку ме знаеш половина живот и последниве 13-14 години нашите животи некако се во корелација или идат во некоја паралела. Знаеш дека често знаеме и да не се согласиме за нешто, тоа е она кога помладите мислат дека знаат повеќе од поискусните, па да испадне некогаш дека не сум во право, па ете да признам, ама знаеш дека секогаш кога сум ти ветил нешто сум ти го исполнил. Дали се работело за факултетот, за нешто приватниот живот, за социјализацијата, за моето растење, секогаш нешто кога сум ти ветил и сум ти го остварил. Добро знаеш дека ќе направат се. И Оливер, и Зоран, а и оној несрекник што има окупирано функцијата градоначалник на општина Ѓорче Петров, за да те победат во твојот матичен комитет. Те гледам тука заедно со сите овие луѓе и ти ветувам. Ќе ги победиме. Ќе го победиме и ќе ги победиме, а на 15 јули нема да знаат вратите од избирачките места да ги погодат. И ова не ти го кажувам ради еуфорија, ти го кажувам ради две работи. Прво, заради тоа што сум сигурен дека наредниот премиер Христијан Мицкоски ќе ја реализира во целост програмата, дека ти верувам и на тебе и на овие луѓе кои што се тука. Знам каков човек си, колку си чесен, колку достоинството не ти дозволува да правиш работи кои што овие ги прават, тоест да ги замислиш. И знам дека си работив и дека ќе го реализираш сето она кое што сме го ветеле на теренот. А втората работа е бидејќи нема да има комитет, активисти или луѓе кои што ќе сработат понапорно овие луѓе што ги гледаш тука. Овие луѓе ќе ја донесат победата на ВМРО ДПМН во Ѓорче Петров.
сакам да кажам и неколку реченици за наредниот премиер, господинот Христијан Мицковски. Христијан е човек кој што бескрајно, може би повеќе од сите нас тука, сака во Ѓорче да победи ВМРО ДПМН. Човекот живее на граница на општината, али верувајте, поголем ѓорчевец можеби од многу од нас кои што седиме тука. Од неколкуте средби кои што сум ги имал со него, најчесто завршуваат за проекти во Ѓорче Петров кои што за несреќа не се реализирани. Разговараме долго како може, зошто може, како оваа општина може да иде напред. И верувајте луѓе, ве уверувам и стојам тука пред вас и пред камери, и пред медиуми, и пред луѓе, дека Христијан Мицковски како премиер ќе направи повеќе од било кој премиер претходно од овие 30 години. А знаете дека тоа е сериозен предизвик, ама јас му верувам. Христијан е човек кој што е полн со идеи, со визија и со мисија, кој што има многу знаење, кој што има трпение, кој што секогаш е спремен да прими одреден аргумент, да аргументира, да дискутира, ама кој што секогаш е спремен да направи се што може за Ѓорче Петров. Еве, сакам, председателе, да ви се заблагодарам заради тоа што многу тешки времења и за државата и за партијата. До сега секогаш кога сме ве канеле на средба не сте не одбиле, а јас сум сигурен во разговорите со вас дека кога ќе станете премиер, уште повеќе ќе не посетувате и заедно ќе го обновиме Ѓорче Петров исто како и државата. Ви благодарам. На самиот крај, сакам да ве уверам дека во Ѓорче Петров ќе победи Република Македонија. Ова мое, наше Ѓорче никогаш не било погордо и помотивирано од сега. Ќе дадеме се од нас, ќе ги посетиме сите луѓе, ќе поразговараме со сите, ама ќе ги победиме. Од Ѓорче Петров ќе тргне победата за ВМРО ДПМН и поразот за овие луѓе кои што се сега на власт. Ќе ми дозволите да ја представам Рашела Мизрахи, која што треба да говори после мене. Имавме пред некој ден средба со граѓани во Даме Груев и Чичко Боголјуб го видов тука некаде во гужвава, еве го. Рече, очекував джин од 2 метри голем човек, не ми е јасно како може од Рашела да се исплаши цела влада. Се плаши Чичко Боголјуб заради тоа што има исправена кичма и заради тоа што е честна и има карактер. Али ќе кажам една тривијалност за тие што не знаат, Рашела е Ѓорче Петровска снаа, така да сопругот Александар си го направил своето. Бидете сигурни дека победуваме, дека победува Република Македонија, да сте ми здрави и живи, а уште од сега ве повикувам на 15 вечерта во 22 часот на платото пред Општинскиот комитет да ја прославиме обновата за Македонија. Рашела, повели. Еве за прв пат да извадам маската. Сигурно. Добар ден на сите. И како тоа ја нема Македонија? А еве сме. Додека расте во куќата на татко ми често пати се спомнуваше минатото и што се случило и како тоа ние немаме семејство. Но мојата мајка беше многу мудра, па не велеше и не учеше. Секој баба и дедо се твои баба и дедо. Секоја тетка и чичко се и твои тетка и чичко. И така добивме многу браќа и сестри и многу братучади, па семејство ни стана целата Македонија. А семејството нема цена и семејството не се продава. И да, навистина, тоа не беше само табла, јас само си го бранам семејството. И како што често споменувам, веќе 3 години, скоро 4 години, како државата ни ја газат тешките железни опенци на Заев, Спасовски и Шекеринска. И да, ни ветуваа многу, живот и иднина економија и правда и соживот, живот за сите се исполнавија, а на крајот добивме само лаги и корупција и кражби. И повеќе лаги и повеќе корупција. И на вистина не урниса и не пеплоса. Но што е најскриеното, а најбитно? Посегнаа по онаа нишка што не поврзува сите, во една целина што не поврзува со папокот наречен Македонија, нашата земја на сонцето. Сакаја да ја искинат нишката на она што значи една судбина за сите.
И тоа е нашето зошто. Зошто денеска, зошто за секогаш стоиме заедно. Зошто секогаш стоиме заедно кога знаеме дека се трнливи патиштата до слобода и до една наша Македонија. Во она што го постигнаа во 3 години направија раздор. И Македонија ја нарекоа лева и десна, и сина и црвена. И Македонија на елитата, и Македонија на рајата, и Македонија на оние кои што се битни, и оние кои што се небитни, ама не постојат повеќе Македонии, има само една Македонија. Ова е нашата Македонија. И везден зборовот како јас не сум политичар, и да, јас не сум политичар, па затоа ќе кажам семејство мое. Денеска ви се обраќам како ќерка, како внука, како ѓорчевска снага, како мајка, како жена, како горда еврејка од Македонија. На 15 ќе излеземе масовно, во огромен број, и ќе ја поразиме оваа власт, и ќе ја земеме државата во своји раци, и повторно ќе имаме слободна Македонија на чело со нашиот претседател, идниот премиер на Република Македонија, професорот Христијан Мицковски, за нашата иднина и иднината на нашите деца. И ќе кажам само, изгреј сонце, обновата доаѓа, да е вечна Македонија. И секако мојот брат, вашиот брат, мојата гордост, победникот, лидерот на изборната листа двојка, Кендо. Здраво живо, Ѓорче! Пред се благодарам што дојдовте, благодарам што носите маски. Се наоѓаме во време на пандемија, се наоѓаме во тешки моменти. Благодарам што ве има насекаде, не само во Ѓорче Петров, туку насекаде во Република Македонија, бидејќи чувствувате сите заедно дека треба да обновиме Македонија. Бојан спомна неколку убави работи за мене. Исто така и за останатите. Јас ве замолувам за еден голем, огромен аплауз за овие прекрасни луѓе тука. За прекрасната Нате, прекрасната Рашева, за Бојан. Но да го поздравиме. Јас ке нема да го наречам идниот премиер, нашиот пријател, нашиот другар Христијан Мицковски. Знаете, се случија многу работи, често пати луѓето ми велат, а има избори, нешто лошо ти се случува. Но ја не мислам така. Гордо исправен пред вас, седам тука, ве гледам во очи и ви кажувам, чувствувам обврска. Чувствувам обврска да терам позитивна кампања. Чувствувам обврска да бидам позитивен, да бидам насмеен, никогаш да не направам криминал и корупција, да бидам гордо исправен пред вас и да ви кажам, верувајте во мене, верувајте во вие луѓе тука. Верувајте во Христијан Мицковски, верувајте во коалиционите партнери. Верувајте. Бидејќи овој пат вие сами одлучете. Јас нема да говорам за моите политички противници. Немам потреба. Вие добро ги знаете. Ниту пак сакам да ширам омраза. Не сум таков. Но ќе ја говорам вистината. Гледам пред некој ден, има некој спот дека изградиле клинички центар во Ѓорче Петров. Дали вие го видовте, мои пријатели? Не, апсолутно. Исчезнал, точно така. Дали ги видовте оние 230 километри автопати? 750 биле, еве. Ве замолувам сите да не си поигруваат со нашата интелигенција. Размислете овој пат на вистина. Се сеќавате пред претходните избори. Ветуваа, кажуваа дека не постои човек што ќе смени име. Не постои човек што ќе го смени нашето национално достоинство. Ве гледам сите тука и ви се обраќам. Овие луѓе тоа никогаш нема да го направат. Бидете горди, но запамтете,
дека после 15 јули нема промени. Одберете сега, дали сакате обнова со Христијан Мицковски, со сите нас, или да продолжи Зоран Заев, или сакате да продолжи Зоран Заев со она што го правеше овие 3 години. Вие многу пати ќе слушнете на телевизија колку сега он ја сака Македонија, колку неговите пријатели од власта ја сакаат Македонија. Но гледате и други партии излегуваат со националистички тврди ставови. Јас нема да ги коментирам нив. Јас ќе го коментирам она што нас не засега. А тоа е да си го сочуваме Ѓорче Петров, да си го сочуваме македонизмот во сите еден од нас. Бидејќи ова е патриотско Ѓорче. Овде постои емоција. Овде постои нешто што е свето. И тоа никој не сме да ни го одземе. Затоа сите внимавајте. Овој пат поминете кај вашите комши, кај вашите пријатели. Замолете ги. Независно за која партија гласале. Да ни дадат шанса, да ни дадат доверба. А ние се обврзуваме. И јавно говориме дека нема да ги разочараме. Нема да ги разочараме зашто ќе идеме со честни луѓе, со домаќини луѓе. Нема да зборуваме едно во кампања, а потоа да направиме нешто погрешно. Затоа ми е чест со вакви луѓе што сум едноставно носител на листата, што имам доблест да се појавам во секоја улица, во секој сокак, да тропнеме на секоја врата. Јас знам дека Христијан Мицковски утре ќе ги слушне сите ваши проблеми. Јас знам, бидејќи тоа го почувствував и кога бев министер за транспорт. Јас никогаш не сум му кажал, но секогаш кога имав проблем, иако он обавуваше други функции, секогаш кога ги сум побарал барем едно нешто од него, секогаш тоа го направи и никогаш не рекол не може. Секогаш гледал да помогне максимално. Христијан, ти благодарам за тоа што си го правил и затоа ќе бидеш добар премиер на Република Македонија. Овој пат одлучете. Дали сакате да го сплотиме народот, да имаме подобра иднина и нашите деца да останат тука во Ѓорче Петров и да останат во Македонија. Дали треба да имаме свитка на кичма, дали треба Гоце Делчев да биде бугарин или нешто друго. Точно, македонец. Дали треба македонскиот јазик некој да ни го прекрсти, дали треба некој повторно да си игра со овие прашања. Се надевам на разум на сите партии. Се надевам дека ќе превладее она македонското во нас. Не само за македонците, туку за сите останати. Јас ве уверувам тука од Ѓорче Петров. Независно од која партија се луѓето, ние ќе им помогнем. Ќе одиме од врата на врата. Ќе ги посетиме сите луѓе и пред кампања и после кампања ќе се гледаме со нив. Зашто имаме заеднички проблеми. Ние нема да ги двоиме луѓето на наши и ваши. Нема да шириме омраза. Но да кажам една работа. Сите што погрешиле, ќе си одговараат. И тоа. И ова не го велам само за луѓето од власта, од сите политички партии. Секој што погрешил, ќе си одговара. Правда мора да има за секого. Тоа ќе се, за затоа сите заедно ве повикувам. Да излеземе масовно, знам дека има пандемија, знам дека мора дистанца, знам дека со маски мораме да излеземе да гласаме. Ве замолувам. Нема други шанси. Има уште 2 недели да ги посетиме граѓаните. Може би некоја битка во минатото сме ја изгубиле, но сега ќе победиме. Војната ќе ја победиме, се разбира, политичка, а Ѓорче Петров ќе биде гордо, со кренata глава, вие македонци ќе бидете гордо исправени и никогаш нема да ве разочараме. И на крај само едно нешто ќе кажам. Јас сум од Ѓорче Петров, од нашето, вашето Ѓорче Петров, од Република Македонија. Така ќе остане, така и ќе биде. А на сите вас што помагате, сите вие што ќе го пренесете гласот до вашите комши, вашите соседи, вашите пријатели, оние и што ми мислат и омраза, поздравете ги, кажете, ние не мразиме луѓе. Ќе им помогнеме на сите, бидејќи ние сме поинакви од нив. Ние сме различни од нив и ќе им помогнеме на сите, затоа и сме тука. Затоа, луѓе, да победиме, може? Победете вие, да победи Република Македонија, да победи обновата, да победи
20% изголемување на пензии, да има поголеми плати. Многу млади луѓе да се вработат, тоа е обновата. Да не шириме негативна енергија, да шириме позитивна енергија. Затоа ви благодарам на сите што дојдовте. Ја чувствувам обврска спрема секој еден од вас и ветувам и после изборите, независно што и да се случи, ќе останам тука со вас постојано и за секогаш. Благодарам на сите што дојдовте. Сега сакам да го поканам нашиот пријател, нашиот другар, повели председателе Христијан Мицковски. Добар ден, Ѓорче. Добар ден, победничко Ѓорче. Добар ден, ВМРО ДПМН. Добар ден за победничката коалиција, коалицијата за обнова на Македонија. Пред да почнам како што е редот, би сакал на сите оние кои што го заслужуваат тоа да ги поздравам и да им се заблагодарам, затоа што јас ја имам можноста да ја предводам најголемата и најорганизираната сила, политичка сила во Македонија, тоа е ВМРО ДПМН. Најпрвен ќе ми дозволите да се заблагодарам на оние луѓе кои што во доцните 80-ти, раните 90-ти, кога оние предците на овие нашиве денешни политички противници се уште се замислуваа себе си во претходната држава, овие имаа визија, имаа храброст, градеа тула по тула, сложуваа, редеа штица по штица и го изградија ова денеска што ние го имаме, ова нашето ВМРО ДПМН. Работеа за Македонија и работеа за ВМРО ДПМН. Благодарност огромна до основачите и ветераните на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН овдека во Ѓорче Петров. Огромна благодарност до вас, членовите, активистите, кои што голем дел од својот живот поминавте работејки за Македонија и за ВМРО ДПМН. Заедно се радувавме на победите, помалку достоинствено тагувавме на поразите, но секогаш не обединуваше една работа, а тоа беше она енергија, љубовта за нашата татковина, за Македонија. Ви благодарам за секој еден момент што го направивте посебен и за се што дадовте за Македонија и ВМРО ДПМН. Сакам да се заблагодарам на оние млади луѓе кои што денеска зачекоруваат или се дел од унијата на млади сили на ВМРО ДПМН овдека. Сакам да се заблагодарам на дамите при унијата на жени на ВМРО ДПМН овдека во Ѓорче. Голема благодарност и до нашите верни коалициони партнери, политичките партии кои што се дел од коалицијата за обнова на Македонија, победничката коалиција за обнова на Македонија. Без вас, но и без сите овие кои што ги споменав, ние денеска немаше да го имаме ова што го имаме. Знам дека предизвикот е голем, знам дека се наоѓаме во една ситуација која што е за сите нас специфична, нова, единствена, но на што е важно е дека е потребно да се обединиме и на 15 јули сите еден до еден да излеземе и да ја поддржиме победничката листа, листата која што ја предводи ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија. Да го заокружиме бројот 14 пред Владо и да покажеме како се љуби нашата татковина Македонија. Ќе почнам од самиот почеток. Овој последниот, како председател на ВМРО ДПМН. Пред 30 месеци почнавме да чекориме заедно со неколкумина. Почнавме да сунуваме за нешто во кое што во тоа време, да бидам искрен, малкумина може би веруваа дека за само 30 месеци од тој ден ние денеска ќе зборуваме за историски најголемата победа на ВМРО ДПМН. Одевме чекор по чекор, имавме стратегија и верувавме во вас. Вие бевте нашата инспирација. Вие кои што и во тие тешки моменти не поддржувавте цело време. Вие ни бевте мотивот за да дојдеме до ова
кое што денеска сме. Знам дека во тој период имаше многумина кои што велеа многу сте млаки, треба појако, треба посилно, треба пожестоко да вратите, што е ова, не е тоа ВМРО и така натаму, и така натаму. Но тогаш, колку и тоа да не болеше, колку и тоа да печеше длабоко во нас, ние верувавме во тоа во кое што сакавме да веруваме, а тоа е да не влеземе во битка со неизвесен крај, а при тоа да војуваме со туги синови. Тоа не е едноставно нашиот карактер. Тоа не е едноставно она кое што сакаме да го правиме. Затоа што не постои загубена работа, не постои загубен момент ако крајот однапред него испланираш да биде таков како што треба да биде. Но критиката од брат, од сестра, од татко и мајка не боли. Од таа само можете да бидете поискусен и од таа можете само да извлечете поука. Колку и таа да боли и да пече. Таа е сепак критика од брат, од сестра, од татко и од мајка и нас не болеше. 30 месеци потоа, драги сограѓани, Ѓорче Петровци, радувајте се, вратете ги насмевките на вашите лица. Ние ја добивме првата битка. За 2 недели од денеска ќе го поразиме ова раководство на СДСМ предводено од Зоран Заев. Радувајте се! Многу години од денеска ќе си го поставиме сите клучното прашање дали кога имавме можност дадовме се од себе и направивме нешто за неа, за сопствената нација, за нашите сограѓани, за нашата држава. Кога имавме можност дали дадовме се, дали бевме активни или бевме пасивни. Токму сега е тој момент кога треба ние да бидеме активни. Сега е моментот кога треба гласно да зборуваме. Сега е моментот кога нема тишина, туку силен екот и победнички кас, кој што треба да заврши на 15 јули. Знам дека многумина од вас ќе кажат дека многу работи во нашите животи кои што се случиле не биле фер и дека тие работи нас не погодиле и дека тие работи не требало нас да ни се случат, ние тоа не сме го заслужиле. Но кога тоа ви се случува, пораката е секогаш да се исправите и цврсто да застанете на вашите нозе. Тоа треба дополнително да ве охрабри, да продолжите да се борите во она во кое што верувате. А ние веруваме едноставно. Веруваме во нашата татковина, веруваме во нашата идеја за богата, просперитетна, силна Македонија, најсилна на Балканот. Тоа е нашата идеја. За тоа вреди да се бори човек и да сонува. Многумина ќе ве обесхрабруваат и ќе ви велат тоа е невозможно. Но не, тоа не треба да не обесхрабрува и разочарува. Тоа напротив треба да не мотивира и да продолжиме уште посилно да се бориме, уште пообединети, уште почесни и почестити. Се до крајниот момент. А првиот таков момент е токму тој 15 јули. Утрото кога ќе се разбудиме, кога ќе го видиме сонцето. Тој 15 јули сигурно ќе биде топол летен ден. 7 часот ќе биде. Уште од 7 часот да ги запоседнеме гласачките кутии. Свесен сум за предизвиците, свесен сум за се. Ги молев, ги гледав во очи на тие лидерски средби и ги молев. Немојте ова да го правиме. Не сакаа да ме послушаат. Ним кожните фотели, дебелите персијанци, долгите лимузини им беа приоритет. Бидејќи така сакавте, така и ќе завршите. На 15 јули ќе ве пратиме на темната страна на историјата и жестоко ќе ве победиме. Оваа коалиција, овој народ овде има да ви покаже како се љуби татковината, како се сака Македонија. Обединет, сплотен, македонецот, албанецот, босанецот, турчинот, ромот, влаот, србинот, сите, еден до друг, ќе се борат за својата Македонија. Онаа Македонија која што ја сонувале, онаа Македонија која што ги израснала, онаа Македонија во која што тагувале, се радувале и онаа Македонија во која што најверојатно ќе ги завршиме нашите животни патеки. Но 15 јули е таа раскрсница кога сите ние гордо и достоинствено треба да се исправиме нашата Македонија. Сакам
да кажам неколку реченици и за она што може. Би реки, нели таков им е слоганот, велат можеле. Јас би рекол можевте, тоа е минато, завршено време. А што можевте? Можевте да работите. Можевте, наместо да го понижувате, омаловажувате овој народ. Наместо да ја парчите, распарчувате, делите и осрамотувате вашата држава, вашата татковина. Можевте да ја направите горда, достоинствена, почитувана, сакана дома, а почитувана во светот. Но не, вие тоа не го направивте. Вие тоа не сакавте да го направите, затоа што за вас поважен беше грст од жолтици, привилегии, луксус на грбот на овој напатен народ. Тоа беше за вас поважно. Можевте многу повеќе да работите, можевте и на вистина, ако работевте, тие 500 евра просек плата да ги донесете. Но не, вие не ги донесовте, затоа што за вас беа поважни Луи Витон ташничињата. Да, точно е, можевте да направите поубави пензионерски денови за пензионерите. Можевте да направите и посрекни и почестити земјоделци. Наместо Томе во Ресен да ми кажува дека со пила ја исекол јаболкницата која што го ранела неговото семејство. Му велам, Томе, зошто тоа така? Затоа што нема родот кој да ми го купи председателя, јаболката во коритата на реките остана. Затоа што во пијанеци малешевијата сливата заврши на улиците. Затоа што Пелагонија е неожнеана. Затоа што лозарите, оризопроизводителите се откажуваат од нивите, од полињата, затоа што нема кој да го плати достоинствено нивниот труд, нивната мака, нивната пот. Затоа што овие во честно и честито Муртино ни велат, председателе, оставете го овој. Но да ви кажам, мене зелката, доматот, пиперката, краставицата ми останаа необрани затоа што немаше кој да ги купи. И овие што ни ги купуваат од зеленава мафија, со него се договорени. Ни го подценија трудот, ни ги оставија гладни децата. Можевте да направите да биде поразлично и поинаку, ама не направивте. Ниту па знаете како да направите, ниту пак имате идеја како да направите. Се сеќавате, почитувани браќа и сестри, на она максимата немало правда и немало мир. Од правдата донесоа срам, Луи Витонов винителство и трас судски одлуки. Додуша за некои тие се репресивни, за некои ослободителни. Она се сеќавате евро за батето, не, тоа вие не го гледавте. Тоа вие не го гледавте, не го слушавте. Еврото за батето, само за кацарска судството не постои. Ама немој да мислите дека тоа остана затворено. Не. После 15 јули све ќе отвориме. Све од почеток ќе прочитаме. Све ќе прочитаме. И оние за кои што велеа ќе ставаат бројчаник во центарот на градот, кои што велеа дека биле режим, се сеќавате за нив? Сега им се во скут седнати најдобри другари им се. Па велат, вака било, така било. Што правевте 3 години? Наместо да ги користите, да ви менуваат устав и закони, што не донесовте некој евро од тие милиарди што ги најавувавте? Остана незапален бројчаникот. Ама затоа после 15 јули јас ви ветувам, во првите 6 месеци, секој кој што се огрешил пред законот и пред уставот, ќе биде процесуиран. Јас ви го ветувам тоа. Да го знаете ова. Кажете им, правда и закон мора да има во оваа држава. Од Куманово до Гевгелија, од Дебар до Делчево. Нема веќе привилегирани политичари. Нема веќе привилегирани семејства. Секој што се огрешил, секој има да одговора. Од мене ќе почнам ако треба. Секој кој што го сгрешил законот и се огрешил пред уставот и пред овие луѓе, ќе одговара. Тоа е она што јас можам да им го ветам. Можеа многу да направат и за мирот, ама тој мир кој што го наследија во немир го претворија. Замислете го каков е немирот во душите и срцата на оние луѓе, родители, кои што ги загубија своите синови, на оние дечиња кои што ги загубија своите татковци во диво населје.
Каков е немирот во тие луѓе, во тие дечиња. Каков е немирот во душите на родителите на децата во Смилковско. Се сеќавате пред 2016 скрсно за им ветуваше правда. Ама тоа било правда за гласови, за тендерчиња, за провизии и јарач во еден ресторан во Југоисточна Македонија. За таква правда и за таков мир ни веля. Замислете го немирот во душите на тие луѓе. Замислете го немирот во душата на Нешковски, на Јанушев семејството, на Колјо. Додека денеска се судат и пресудуваат патриоти по 15-17 годишни затворски казни, за Колјо сторителот на тој грозоморен чин доби само 3 години. А патриотите 15-17 години. За таков ли мир зборувате? Одбивам да ви се придружам. Затоа, и овој народ овде што го гледате, но и оној што не го гледате, гласно ќе зборува позади гласачкото место на 15 јули и ќе ви каже одговор на сето она што можевте, а ништо не направивте. Можевте и Facebook да го донесете, можевте и Google да го донесете, можевте и оној автомобилски гигант, уствари можевте барем тоа што ви го оставивме да го направите, камен на камен да ставите, но и вие и тоа гурнавте. И тоа гурнавте. И тоа не успеавте да го завршите. Затоа, почитуван господине Заев, господа од ова раководство на СДСМ, вашиот крај и вашиот трескот ќе биде силен и тежок на 15 јули. Силен и тежок, а потоа доаѓа правдата. Вчера го слушам, така помалку шерецки ме коментира. Вели господинот Заев дека сум бил човек кој што практично сам ги носел одлуките, не се консултирал со никого, сум бил апсолутиста, деспот во партијата и со што уште не ме нарече. А порано нели ми велеше дека сум бил под влијание на мојот претходник. Сега, како најнаше сменивме плочава на 2 недели пред избори. Ево, јас ќе му одговорам од овде, од ведно, победничко, Ѓорче, и ќе му кажам, јас сум истиот оној христијан што го гледаш на лидерските очи во очи. И кој што и таму, и тука од Ѓорче ќе ти каже, ќе те победам, а потоа ќе одговораш. Ти и сите останат. Но, браќа и сестри, почитувани Ѓорче Петровци, соседи, пријатели, другари, радувајте се, вратете ги насмевките на вашите лица, без разлика дали сте македонци, албанци, турци, роми, власи, срби, бошњаци, радувајте се, победува обновата, доаѓаат најдобрите 4 години после 15 јули, не очајувајте, не тагувајте, вратете го оптимизмот. Затоа што многу внимателно ја создававме нашата читанка, која што ја нарековме проект обнова. Секоја буква, секој збор, секој пасус, секоја реченица, многу внимателно ја редевме со комисиите во партијата, со многу експерти кои што се надпартиски, кои што не се партиски, од земјава и од странство. Часови работевме, деноноќно работевме и заедно со вас. Се сеќавате на оние разговори за обнова на Македонија, мислам дека на исто тоа место, во истиот овој парк, заедно ги испишавме овие 360 страници од оваа наша читанка наречена проект обнова. Таму има за секого по нешто. Таму има и 25% изголемување на просечната плата во еден мандат, има и 20% изголемени пензии во еден мандат и враќање на старото законско решение. Таму има минимум 1000 километри реконструирани патни правци, локални и регионални. Таму има повеќе од 4 милиарди евра инвестиции, домашни и странски. Таму има најнизок данок во Европа од 8%, да им покажеме како се полни буџетот, но не на товар на граѓаните, не на товар на народот,
туку на товар на додадената вредност која што ќе направиме во економијата. За секој оној кој што ќе вработи човек до 29 години, 0% данок. За интегриран здравствен систем од 4 клинички. Владо спомена дека не гледал спот каде што се гради клиничкиот центар овде во Ѓорче. И спомена и оние кои што никој не може да ги види, илјадници километри патишта, автопатишта. Но во оваа наша читанка наречена проект обнова, ќе најдете најмалку еден универзитет кој што во еден мандат ќе биде во првите 1000 на Шангајската листа. Реновирани домови, студентски град, најмалку 640 милиони евра субвенции за земјоделците и за гарантиран откуп. Ке има буквално за сите. Ке има шанса за секој оној кој што сака да си го пронајде оној пар убавки што овие ги редеа, се сеќавате пред 5 години пред владата. Се сеќавате кога ги редеа оние обувки помалку символично сакајки да прикажат дека тогашната влада била виновна затоа што децата ја напуштале сопствената држава. А сега станавме хибриден режим, станавме на дното на Транспарентност Интернационал според корупцијата и нормално најголем извозник за млади луѓе во Европа. И тоа го кажува реномираниот економист. Во таа читанка, во тој проект обнова ќе најдете буквално за секого повеќе од 1000 проекти, 1000 мерки, буквално повеќе од 1000 задачи кои што ќе ги имаме. Ве молам, погледајте, прочитајте го делот кој што вас ве интересира и раскажете ја на вашите соседи, на пријатели, овде во Ѓорче, во Скопје, низ Македонија. Зборувајте гласно и слободно ветете го тоа што е напишано. Ние не ветуваме чуда, ние не сме волшебници. Тоа е невозможно. Ова го направивме многу внимателно. Не обвинуваа дека сме немале програма. Се сеќавате, денеска е 6-тиот ден од кампањата. Ние освен ново ниво на просечна плата, што ветија, друго ништо не видовме нивната програма. Дали некој овде ја прочитал, ја видел нивната програма? Нема, такво нешто не постои. Замислете, бара доверба од граѓаните, а немаат еден проект кој што ќе го издвојат. Затоа слободно прочитајте ја и прераскажете ја. Понудете ја. Нема да дозволам ниту ја, ниту било кој од нас кој што утре ќе извршува некаква задача во владата да ве застрами, да го погази зборот, да ја погази вашата чест и честитост и вашиот образ. Слободно, следниот пат кога ќе дојдеме овдека, ќе се погледаме повторно во очи и тогаш ќе зборуваме за отчетот што сме исполнили од тоа што сме ветили. Но ние не сме како нашиот политички противник. Ние раката на срце не ја ставаме, не ја веднеме нашата глава благо лево, да се колнеме во најмилото, во жицата, а потоа да правиме нешто што е сосема спротивно и различно од тоа што го ветуваме. Не им верувајте. Немојте повтор пат да дозволите на истиот начин овде пред ѓорчевци да настапуваат. А тоа и ќе го направат. Да знаете, тоа и ќе го направат. Тие немаат срам. И подароци ќе делат. Ќе дојдат и подароци ќе делат. Тоа ќе го стават под превезот на хуманитарна помош. Сакајки да тргуваат со вашата поддршка. Земете го. Тоа се ваши пари, тоа се ваши рекетирани пари. Немојте да им го оставате, а потоа завртете им го грбот и тилот. Тоа е она што они го заслужуваат. Завртен грб и завртен тил. А потоа излезете на 15 јули и заокружете го бројот 14. Сакам неколку збора да кажам и за Владо, за вашиот кендо, за нашиот кендо. Овие 30 месеци ги чекориме како председател и подпредседател. Поминавме многу моменти заедно. Владо е човек кој што импресионира. Владо е човек кој што мотивира. Чесен, честит. Човек кој што е секогаш реален и искрен. Човек кој што ти го кажува она што можеби некогаш не сакаш да го слушнеш. Но не тука за да те коригира кога грешиш. Човек
кој што нас не мотивираше на моменти да станеме подобри луѓе. Човек кој што сум сигурен дека секогаш ќе биде овде и за Бојан, и за Рашела, и за Нате, и за сите овдека во Ѓорче, во Скопје и во нашата Македонија. Затоа ве молам, излезете на 15 јули, заокружете го бројот пред Владо, бројот 14, да ја исправиме Македонија. Ви благодарам од срце, да сте ми живи и здрави, да ни е вечно и вековито ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија, да ни е вечна и вековита нашата Македонија. Ви благодарам од срце.